Почитувани гледачи, добро вечер и добро ни дојдовте во попладневната емисија на Канал 8. Вечер разборуваме со атрактивната Елена Велевска, која неодамна гостуваше во ресторан Престиж. Ги забавуваше кочанци, а и не само кочанци, затоа што во овој ресторан доаѓаат гости од цела Источна Македонија, па можам да кажам и од Македонија. Разговараме со Елена Велевска. Добро ви е позната и нема што посебно да ја најавувам. Елена, добро вечер, добро ни дојде во Кочани. Тука со нетрпение те очекуваат сите, претпоставувам. Ќе зборуваме за твоите активности. Во текстум дека снимаше нова песна, Црно и бело, прекрасна песна и снимаше спот за неа. Може ли малце повеќе околу тоа? Многу ми е драго што еве токму сум со вас оваа вечер. Кочани од секогаш било едно убаво место, мало место, но познато по најдобрите забави, бидејќи повеќе има забави од колку што е голем градот, јас би рекла. Да. И многу ми е мило што за разлика од Западна Македонија, тука во Источна Македонија се уште знаат да се забавуваат и да уживаат во добрата песна. Многу ми е драго што и вечерва ќе биде така, една незаборавна вечер во прекрасниот амбиент на ресторан Престиж. И она што последно го сработив, токму така е песната Црно и бело. Тоа е втора композиција од оние композиции кои што добијат субвенции. Беше избрана во 4-тиот квартален конкурс и заслужи да се направи еден прекрасен спот кој што ќе излезе деновиве. Инаку оваа песна ќе биде една од моите омилени, бидејќи се работи за една урбана балада, би кажала. Една композиција во која што секој заљубен човек би се нашол. И ете, јас решив да ја посветам за мојот сопруг оваа песна, бидејќи го прикажува онака нашиот брачен живот, нашите брачни вибрации. Решив да ме посветам него. Па ќе видите точно за каква песна станува збор. И ми се чини секој кој што бил заљубен ќе се пронајде во неа. Една одлична композиција. Со спотот докаде сме за песната? Значи остана да се снима уште еден ден за спотот, 2 дена се работеа досега. Остана уште еден ден, но викендот бидејќи бев со ангажмани, од понеделник ќе го завршиме уште едното снимање и оваа недела додека се измонтира спотот, па ќе се пушти во етер со една убава промоција. Така, каде е снимен спотот? Спотот се снимаше во Охрид. Така. На неколку локации. Повторно онака ги избравме најубавите локации, како што знаеме тоа да го правиме постојано со мојата продукција и Интиви телевизија. Значи со нив го работевме и се надевам дека ќе биде едно вистинско освежување, пошто имавме доволен простор да се направи една пауза, би рекла, од она што последно излегло. Последна беше Валандовската композиција, Срце бакшишки ти дадам. И по самото излегување на овој спот, ќе биде направен спот и за Срце бакшишки ти дадам, бидејќи онака една од моите поомилени песни кои што не очекував така да ја прифатат, но ете излезе една од поомилените кои што излегоа на самиот Фолкфест Валандово ова година. Да, Фолкфест Валандово, ти имаш настапуване и на другите фестивали во Македонија. Која е твојата оценка за фестивалите, Елена? Дали веќе го губат епитетот како фестивал, вистински фестивал кој што треба да се организира во Македонија, или останува на оно ниво како што беше и порано? Па, за разлика од минатите години, оваа година навистина се потрудиле да биде Валандово во едно поинакво светло, бидејќи самиот дом на култура беше реновиран, салата беше во сосема поинакво светло, имавме овој пат доволно гардероби за средување, така да беше на едно позавидно ниво, што мене лично многу ми се допадна. И треба да се вложува во тоа што си го имаме и треба да се негува самото тоа за да биде да изгледа на едно повисоко ниво. Така да сега еве април месец следуваат цветници, па ќе видиме на какво ниво ќе се направи оваа година. Треба ние да ги негуваме таквите фестивали кои се во Македонија, затоа што овие српските шоу го направија своето, нели многу во Македонија. Голем замав. И единствено јас што сега каде што имам можност да кажам е тоа што нас ни недостига медиумски простор, да си ја форсираме нашата македонска песна. Но не е така, за жал. Не е така и се додека така размислуваме и додека другите ги експонираме, секогаш ние нема да имаме звезди во Македонија. Значи ќе бидеме потиснати од звездите од страна и секогаш ќе го цениме туѓото повеќе од сопственото. За жал.
moja samo da. Koji si ti nastrali si što do mene gola ti zgrče spiješ? Ne, ne, ima li način da te probam? Ne, ne, da te oslobodam. Da li brzo ti stanak ja sobivna? Ups, u tebe ko da sum nevina. Jedno štedelno ne mi je dovoljno. Sa tebe v krevet nezadovoljeno. Da li brzo ti stanak ja sobivna? Ups, u tebe ko da sum nevina. Prosek mi rušiš, a toliko sam fina. Sa tebe ko da sum nevina. Ima li način da te probam? Ne, ne, da te oslobodam. Da li brzo ti stanak ja sobivna? Ups, sa tebe ko da sum nevina. Jedna štedelno ne mi je dovoljno. Sa tebe v krevet nezadovoljeno. Da li brzo ti stanak ja sobivna? Ups, sa tebe ko da sum nevina. Prosek mi rušiš, a toliko sam fina. Sa tebe ko da sum, ups, razgolena na kolena. A ti mi veliš ne, ne, me odbivaš, preteruvaš, no nema da ti potraje. Zaminuvan sam drug, a ti ke moliš ne, 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 no teši se što ne su nevina, ke ti pomine. Елена, ти сега си во Кочани, но патуваш низ другите градови во Македонија. Те прифаќаат македонците, мислам многу добро. Одиш ли низ другите градови вака по ресторани? И дали често си активна? Недела бев во хотелот Салида во Прилеп, така да скоро секој викенд гостуваме во различни градови. Сега е време кога се предвеликденските пости и малку е затише периодов, но сепак се наоѓа време и простор за да се гледаме. Народот сака да виде во секој град некогаш освежување и навистина има побарувачка од тоа, бидејќи често на моите Facebook профили ми пишуваат кога во Кочани, кога во Гевгелија, кога во Делчево, така да јас му стојам на располагање. Да, и треба да се слуша македонската музика и да ги преферираме македонските пејачи. Тоа е добро за секој пејач, значи доколку има побарувачка од мене, секако дека има многу објекти во истиот град и како што разбрав еве вечерва истовремено, значи имаме и други гости во Кочани, тука е мојот колега Благој Груевски, тука се и Dream Team со Маријан Коце, со Дејан Чуле, така да ако има работа за еден, има работа за сите и дај Боже да има работа. Јас така викам, ова никогаш не го гледам како конкуренција, туку како напредок на развивањето на пазарот македонски, како и за нас, така и за собствениците на самите објекти. Так. И не само во Македонија, тебе те бараат и надвор од Македонија, нашинците во странство сакаат да те слушат, сакаат да те видат, да слушнат убава македонска музика. 2014 беше доста плодна на професионален план. Најплодна за сега. Најплодна за сега. Може ли да објасниме да кажеме за оние кои не те следеле? Јас вака реков, мислев дека кога стапив во брак и така ќе се подалечам од естрадата, но напротив. Јас викам, човек колку повеќе давал за Бог, Бог му враќа уште повеќе. Така да токму периодот кога имав трето дете и кога мислев дека навистина при крај веќе мојата кариера, напротив се покажа најуспешна. Да. И не знам, во самата таа бура на плоден период, како што Калија ја роди во летниот период, навистина само за 3 недели после раѓањето јас имав 2 месеци без престан свадби. Тоа беше јули и август, а тогаш ни е најбогатиот период со странски свадби. Може би бебето дошло непланирано, но како и да е сепак. Значи свадбите беа однапред закажани баш кога и не бев забременета, но ете самото тоа, јас викам, човек може да е силен или една жена може да е силна и не знае за самата сила која ќе ја даде Бог. Така да се покажа најплодна во периодот кога најмногу им требаше мајка на децата, но ете, во целата ситуација се снајдов одлично
и дај Боже да има работа. Јас навистина сум среќна и со љубов ја работам оваа професија и многу ми е мило што народот го забележува сето тоа и сакам и тие да се задоволни од моја страна, а и јас со тоа што имам ангажмани, навистина ме прави многу среќна и успешна во тоа што го работам. 2014 патуваш и во Австралија. Каде имаше Да, турнеи? имав 2 турнеи, тоа беше периодот март-април бев со Огнени момчиња за Австралија, потоа бев ноември-декември со Energy Band од Австралија и веднаш после тоа заминавме за божикните и новогодишните празници на турнеја за Канада со групата Dream Team, со Дејан Чуле, со Сашко Велков, кој што е со нашиот Сашко Велков, така, да. Од Кочани, навистина имав незаборавни турнеи. Сите 3 турнеи беа убави на свој начин и успешни. Тоа што ме радува е тоа што беа успешни. Да, ја барали македонската музика на шенци таму, најмногу, нормално, за тоа се таму. Така. Добро, како успеваш, Елена, еве ги споменавме децата во секој случај, но сепак ти помага ли некој околу децата, околу чувањето на децата, сепак се мали, да споменеме колкави се трите дечиња? Најголемата е 7 години, Софија е 7, Марко е 6, Калија... И најмалечкото? Да, Калија во лето ќе прави 2. Така да сите навистина имаат потреба од мајка. Тука најмногу ми помага мојот сопруг, воедно и мајка ми која што најмногу гледа да ми се најде во ситуацијата кога ми е најпотребна. А сега ти е најпотребно малку ми недостига дека ми е во Прилеп, ние живееме во Охрид, но ете, ми се наоѓа од време на време и свекравата во Охрид и така. Да. Сепак стигнуваш ли еве да се вежбаш, да како го негуваш гласот? Треба многу. Не, навистина. Интересно негување на гласот. Гласот го штедам колку можам. Да, но бара одмор гласот, така ли, за да биде. Да. Спиењето е најмногу што му е потребно на гласот. И имаш ли доволно, затоа што децата си го бараат своје? Немам време, тоа е навистина тоа што најмногу ме изморува, бидејќи сега, пример, после овој настап треба да тргнеме, патот е тој што најмногу убива. Да. Откако ќе си појдам, децата сакаат да станам многу рано наутро да се играме заедно, но ете. Но кога се работи се со љубов, јас мислам дека се стигнува на време. Да. Добро. Добра организација се. Да. Колку CD-ња имаш досега издадено? 8 или 9, така нешто. Во последно време и не ги бројам, не знам, треба да се имаш направат. преубави песни. Да. Треба и да се соберат овие последните што ми се издадени како синглови од фестивалите, да се соберат, така да тука некаде 8-9 CD-ња сигурно. Но сепак на вакви забави пееше други песни, така ли? Секако, да. Она што најмногу го бараат и како и староградските, така и турбофолкот, така и српскиот турбофолк и македонскиот, значи пеам се што бараат. Исто и македонските евергрини, имаме и забавен дел, се што сака народот. Значи гледаме што е атрактивно, што е во тренд и гледаме да ги вежбаме новите песни, бидејќи ако не пратиш што е она што излегува, навистина е лошо, веќе земаат замав помладите генерации, тоа што се бара и по дискотеки и она, без разлика што гостуваме ние во ресторан, гледам да пеам и таков репертоар кој што го бараат Северина, Цеца, Милица Тодорович, така да воопшто не ни е проблем да научиме се што е актуелно. Моето срце, школка ти го ставаш, па испраќаш таму, кај што секој спомен удавен на дното самува. Убав мој бел лебеде, со тебе црно е се, љубовта мртво море, не плови ме. Убав мој бел лебеде, нашето созвездие, згаснато е, не можеме да летаме, без крилја сме.
vraćaš tamo, kaj što se koji spomen udave na dno to samo ubav moj belo lebede, so tebe crno ese, ljubav ta mrtvo more, ne plovi me. Ubav moj belo lebede, naše to sto zvezdije, zgasne to je, ne može me. Ubav moj belo lebede, so tebe crno ese, ljubav ta mrtvo more, ne plovi me. Ubav moj belo lebede, naše to sto zvezdije, zgasne to je, ne može me. Daleta me, bez krilja sme, zgasne to je, ne može me. Daleta me, bez krilja sme. Ljubi, 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 ljubi me, mazi, 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 mazi me. Legni, stegni, daj milo daj, legni, stegni, raj milo raj. Ti go brkaš biznisom. Mlada su mi ubava, cela krv mi zovriva, ostaj go ti biznisom. Imam visok pritisok, lele imam visok pritisok, kad ti dojdam pravo visok. Lele imam visok pritisok, kad ti dojdam pravo visok. Sve što imaš daj milo daj, pa da vidiš raj milo raj. Sve što imaš daj milo daj, pa da vidiš raj milo raj. Ljubi, 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 ljubi me, mazi, 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 mazi me. Legni, stegni, daj milo daj, legni, stegni, raj milo raj. Mlada su mi ubava, cela krv mi zovriva, ostaj go ti biznisom. Imam visok pritisok, lele imam visok pritisok, kad ti dojdam pravo visok. Lele imam visok pritisok, kad ti dojdam pravo visok. Sve što imaš daj milo daj, pa da vidiš raj milo raj. Sve što imaš daj milo daj, pa da vidiš raj milo raj. Ljubi, 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 ljubi me, mazi, 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 mazi me. Legni, stegni, daj milo daj, legni, stegni, raj milo raj.
kaže daj milo daj, pa da vidiš raj milo raj. Ljubi, 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 ljubi me, mazi, 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 mazi me. Legni, stegni, daj milo daj, legni, stegni, raj milo raj. Соработуваш со разни групи. Во Кучани со една група, во Охрид со друга група, во Прилеп со друга група, така ли? Во зависност од Ти се вклопуваш, да, толерантна си, се вклопуваш со сите групи, значи немаш проблем со тоа што се менуваат групите? Не. Па, немам проблем, навистина одлично се снаоѓам бидејќи Затоа што не си стандардно со една група, да. Имам репертоар, групите веќе се знаеме кој што пее. Да. Така да воопшто не ми е тоа проблем да се договориме, да го Сега за летото има ли закажано свадби многу? Имаме, да, јули и август, стандард. Стандард свадби, така. Добро, се заработува ли добро од музиката? Се заработува доколку направиш турнеја во надвор од Македонија, така би рекла. Инаку, пазарот што ни е во Македонија е навистина колку за да обстанеш. Навистина не би можеле ни да функционираме тука од тие финансии што ги заработуваме во Македонија, да вложуваш во маркетинг, во песни, во спотови, навистина се малку. Така да ако не тргнеш надвор од границите на Македонија, не би биле доволно за да... Така. Посебно дека фамилиарни или потребни се пари, секако на секој човек, но како и да е... Па со оглед на тоа што го проширивме во рекордно време и семејството, 3 деца се во брашање, а само јас работам дома, така да ми се чини дека од овде ако би седеле нема да има екзистенција. Так. Затоа и најчесто бегат. Пред некое време читав по сајтовите кога вика јавните личности дојде време да ја напуштаат Македонија, што останува за обичниот народ. И тоа е вистина. Да, така е. 2015 споменавме свадби. Дали може би турнеи можеме да очекуваме? Секако доаѓа во предвид една турнеја за Австралија. Тоа ќе биде некаде септември, октомври, ноември тој период. Бидејќи тако беше договорот кога ме зеде последниот менаџер со Energy Band, сакаше да ме земи 2 години, лани и уште една година, така и направивме резервација за мене. Сега да видам како ќе ги усогласи концертите. Па тоа е, значи, една загарантирана турнеја во Австралија имам и така и секогаш се поклопуваат. Една турнеја за Австралија годишно е доволно. Така. Сега она што ќе го интересира женскиот пол, како одржуваш линијата, затоа што споменавме 3 деца, но сепак прекрасно изгледаш. Кога ќе се добие комплимент од жена, тоа е вистински, затоа што мажите знаат да ласкаат, нели? Така. Ви благодарам на комплиментот. Па како успевам? Се трудам да обрнам внимание на исхраната, тоа е најбитно за секоја жена, посебно откако ќе влезе во брак. Така да може да откриеме што е тоа, како се трудиш да внимаваш на исхраната. Знаете, немам некој посебен режим, но она што сакам да внимавам е тоа што го внесувам да биде барем корисно за организмот, како што е здравата храна од типот на риба, пилешко, вариво, салати, овошје, зеленчук, компир варен, печен, така да се има еден режим, значи не посебно и да не се јаде претерано, да се јаде онолку колку што е доволно. Што ние градевме, рушиш ти како од карти кула. Сега кога животот бајка е, зар пак да почнемо нула? Кога ти беше тешко, бев до тебе, сега од мене друга подобра е. Остани, барно крал, остани, те молам да видиш како брзо јас ке те преболам. Остани, барно крал, остани, да видиш колку со неја губиш и колку не вредиш.
švaka. Koga ti beše teško, bev do tebe. Сега od mene druga podobra je. Ostani, barno kao ostani. Te molam da vidiš kako brzo jaske te prebolam. Ostani, barno kao ostani. Da vidiš koliko soneja gubiš i koliko ne vrediš. Te prebolam, ostani, bar nokva ostani, da vidiš koliko soneja gubiš i koliko ne vrediš. Ostani, bar nokva ostani, te molam, da vidiš kako brzo jaske te prebolam. Ostani, bar nokva ostani, da vidiš koliko soneja gubiš i koliko ne vrediš. Добро, споменавме дека 2015-та ќе биде исто така бурна како 2014-та, Елена. Значи свадби, свечености, можеби матурски прослави, така ли? Имам да кажам, да. Да, кажавме турнеи во Австралија, но повторно можеме ли да те очекуваме на фестивалите во Македонија? Па да ви кажам, овој пат сакав да настапувам, тоест на Цветници, но беше закажан да се одржи на 5 април. Јас тогаш имав ангажман и не бев слободна. Сега денес се слушнав дека направиле некое пролонгирање и одложиле за после Великден да биде. Па ќе видиме, можеби ќе настапувам на Цветници, можеби не, се уште не се знае. Следно Промоцијата ја споменавме на црно и бело, така ли? Да, тоа ќе биде следната недела, само да се спакува спотот, така да заслужува спотот да се направи една убава промоција, тоа ќе биде во Скопје. Јас би сакала да направиме промоција и во Канал 8 телевизија, ќе ве очекуваме, кога повторно можеме да ве очекуваме во Кочани? Можеме тоа да го направиме следното мое доаѓање, следниот настап во Кочани ме закажан на 12 точно за Великден. На Великден, така, да. Така да ќе имаме една богата трпеза сигурно кај вас во студиото, богата со великденски јајца. Да, така да, ќе ве очекуваме во студиото на Канал 8. Сигурно сум дека гледачите повторно ќе сакат да те видат. Да. Добро, Елена, јас ќе ти се заблагодарам што одвои време и покри твоите ангажмани, ги споменавме многу се, те чекат и твоите деца, нели, но сепак и гледачите на Канал 8, но и луѓето тука во Кочани да дојдат и да си поминат преубаво со тебе, во тоа нема сомнеш, значи нема дилема, сигурно дека ќе биде убаво. Ми беше задоволство што одвоивте и вие простор. Јас секогаш ви стојам на располагање, убаво си помуабетивме. Поздрав, нека бидат поздравени сите гледачи, нека гледаат Канал 8. До Великден, затоа што на Великден повторно ќе те очекуваме во Канал 8 во студиото. Нешто ново, да. Благодарам уште еднаш. Ви благодарам и на вас. Поздрав. Почитувани гледачи, тука повторно ќе завршиме со спотот Елена Вилевска. Уживајте во незините песни. Довидување до следната сабота.